Во Пекчевско Спиково се гради црква. На денот Довден, кога се роди Светата црква, се постави камен темелникот на црквата посветена на Свети Илија. И слава му на Бога, денеска Бог благоволи, допушти на овој голем ден, да се собереме на ова место, со благослов на нашиот митрополит, господинот Наум, за да ставиме камен темелник на црква, која ќе биде посветена на светиот пророк Илија. Значи, и дај Боже, што поскоро да ја завршиме и повторно да ве поканим за осветување. Овој духовен храм е само уште една надеж за жителите кои се одамна одовде иселени, дека нивниот роден крај ќе заживе. Па најголеми иницијатори за незина изградба се и самите жители. Ктитор е Бранко Бојчевски, а местото за изградба на црквата го подарил Мане Секуловски. Црквата многу ќе значи оти нешто духовен објект на кој ќе се поврнат луѓето и тогаш ќе дојде, значи дека ќе може да се соберат, ќе има едно место дека ќе може да се соберат, да се прослави и поред тоа што е наш во годината, ама ќе биде добро за сите. За селото постојат голем број на преданија раскажувани од колено на колено. Во близината на ова место постоела стара црква, која била запалена од грчката војска во 1913 година. Дека селото било 3 пати спалувано, дека куќите во селото гореле до темел. На почетокот во селото имало огромни, високи, големи изградени куќи, кои што со секое спалување се граделе се помали и помали, така да на крајот, после третото палење на село Спиково, биле изградени колиби. Спиково пред 7 месеци доби статус на населено место. Тоа е уште една можност повеќе, преку проекти да се изгради инфраструктурата. Верувам дека тоа ќе им биде една од овие објекти, овој Божи храм, во кој што барем, ако не друго, ќе имаат причина да посетат за некој празник правично, а понатаму самото село веќе почнува некои од жителите почнува да се враќаат во селото. Градежните работи на црквата треба да завршат до Илинден.